Емисијата за последниот чело во Кавадарци ни е намера од подамна да ја правиме, меѓутоа еве сега созреа условите и тоа го чиниме. Доки е популарно име и синоним за поправка на чевли за било кој дел од оштетување на чевли, машки или женски, и како таков тој во градот е легенда, ако така можам да речам. Дончо Арсов е неговото вистинско име, можеби не знаевте, еве сега ви откривам дека тој се вика Дончо Арсов, меѓутоа неговата повеќе од 50 годишна кариера или работа во чевларскиот занает, еве на крајот од неговиот работен век го доведува во една фаза кога е буквално стручњак за секоја поправка на чевли. Има некои помлади деца, млади, кои сакат да влезат во оваа занетчиска работа, меѓутоа уште се млади. За нас е предизвик да направиме со Доки една емисија која би останала за секогаш, затоа што тој е единствениот, барем за сега, кој може да ни ги каже сите операции кои се важни за одржување на чевлите кои ги носиме цел живот. Да наоѓаме го една ваша амбиентална состојба на вашиот дуќан кој колку време е овде? Во овој дуќан сум од 74 година у октомври месец. 1 октомври стапив во дуќанот под кирија, па се до сега. Колку време трае вашиот дел во занечиството, во чевларството? Па скоро 49 години. Тоа е сега до јуни месец. Тоа е цел работен век, уште колку до пензија? Па беше готово за пензија. Годините си поминаат, 64 години. Али мислам дека ќе настапиме пак, ќе работиме, али со тоа ќе активирам моите невеста. Рековте од дедо, прадедо, сите занетчи, меѓутоа никој во овој занет. Никој во овој занет. Кажете ни малку за вашиот генерацијски дел или внос во занетчиството на вашиот дедо, прадедо. Па вака, прадедо ми не го памтам. Ми кажуваат дедо ми, татко ми дека бил ѕидар. Дедо ми после настапил со бербер, татко ми исто бербер, бија пчелар. Син ми заврши факултет, неќе да работи, али разбира и он помага тука кај иде. Сега жена ми ќе настапи по она, мислам дека ќе поработи и она ми помага. Така да 120 години се сне за нече и во фамилијата. Ако не тече во занаетот, велат дека капе. Да. Постарите научија, има историите и родителите кај мене, дека за нечија за леп не може да претрпе никакот. Да се збогате не може, али да преживее, ќе преживее. Али со добар однос, со добра работа. У занечијство нема ли работа, ако не си на дуќанот, нема ли леп. И ако немаш добар однос со муштериите, нема да се вратиш еднаш. Не да муштерија, ако го навредиш, уште еднаш не се враќа. Тие ќе кажа на другиот, на третиот, враќање више нема. Полека ќе ги изгубиш муштериите. Мора да бидеш коректен со муштериите. Стално викаме дека муштериите се управо, што тоа не е факт да биде тоа, али управо мораме да почутиш. Сега, додека се чути, има и безобразни муштерии, не се само така, али веќиња се повеќе нормално. Се разбира се, има корекција, се можеш да се договориш со муштериите, како, што да бидели нешто, има историите грешат. Тука нема некој да рече, јас се знам или не грешам. И ние може да сгрешиме. Нешто си направил, си погрешил, за тоа има реплика, што ви кажеме, може че извршиме нова поправка или што треба, или... Ама и некој пати и муштериите си ја претеруваат по нивна, си ја тера своеволно. И за тоа, со народ се знае како може да се понаши и како треба да одиш. Занаетите во Кавадарци изумреа. Да. Има податоци дека целокупната економија пред војната, па и после војната, почивала на занаетите. Од берберскиот, чевларскиот, ковачкиот, пекарскиот и така натаму. Буквално целата економија. Сега сите работат во фабрики, има мали предпријатија, има погони, меѓутоа се е технолошки многу поразлично од порано. Зошто изумре занечиството не само во Кавадарци, туку и во Македонија? Кавадарци порно бил занечијски град. Освен лозарството и занечијството, Кавадарци немало ништо. После со текот на времето дрвниот комбинат се отворил, тиквиш више
почнал со производство со гројство и фабрики не имало. Конкретно беа сите, јас од 74 кога сум бе и председателство на занајчијска, помлад тоги бе. Беме тоги собираем негде околу 106 до 180 занајчии у Кавадарци. Која година тоа? Од 74 навеќе, јас мислам кога настапив Дукинот, занајчијството рачунаше тоги и од ковачи, сите бранжи ќе постојат, самарџи, тишлери, сите беме. Да, сите. И сите тоги имаме комора. Занајчијска комора имаше тоги. После текот на времето таа се затвори, бидејќи не функционираше више. Почнаа и занајчиите да бегаат, почнаа фабрики од давачките почнаа да се зголемија многу порези ставаат на тие работи. И кој како, занајчија човеш кидоки. Ќе работиме у фабриките и бегаа човеците. Од занајите не се вада леп, ќе биеш врзан стално, тачно е тоа. Занајчија мора да седе на Дукинот. Има ли нема муштери? Треба да седиш. Старите викат многута скршена. Кога ќе испаднеш ти, тој ги муштеријата баш ќе дојде, ќе го испуштиш. Мојот татко, знам, бербер, сабота ќе дојде, ги чекаше да заврши дрвниот комбинат смента у 10 саатот, 10-11 саат ќе чека да дојде, муштеријата да го избрче. Знае дека тој ќе дојде после 10. И мора да се, ако треба да отидеш негде на име или на слава негде, не можеш да отидеш. Че мора после 12 се затвора дома и не се оде, и затоа се малце занаетите по-специфични, шо секој не си слободен. Јас, пример, ако треба да одам на одмор, треба да затворам Дукинот. Немам плата, немам придонеси. Плаќам 40, усвари сега 40 години. Така нешто, 40 тука нешто се. И на сето се плаќа тоа, сето се трошкови, али мора сам да си ги платиш. Да ги заработиш или да. Не. Ако не ги платиш, се знае. Немаш стаж, нема социјално, здравствено осигурување, давачките пораизти што ги викаме ни на УЈП мора да ги си ги платиш. Ако не си има санкции, казни, инспекторите си идат, си вршат својата работа. И затоа мора да си подмириш, се да си дозволиш да си платиш за после да бидеш до пензија или до социјално. Ако можам така да кажам, вие ќе го спасите вашиот занет ако вашата сопруга, односно вашиот син продолжат нешто од оваа професија што вие работите. Син ми други занаети се бришат скоро, бидејќи нема наслед. Па нема, јас изучив 7-8 чираци, мислам. Беше мајстори чим се изучени, после 3 години се одат, да. Од тие само едно има активно што работи фут, тоа они готино се префали, другите деца по фирмите, кој каде види, само се работат. Не можат да отворат. Дали од страот, дали ќе работе, дали финансиски, дали поарно му е, секој си знае тоа, секој човек во фамилијата си знае дали може да успее или не може да успее. Футто се нафана си однаде. Другија више 20 години немат питано за да дојде чирек да учи. Не само за учеварството, и у берберството, и у секој еден занајат. Шнајдерството па више начисто пропадна, го нема и него. И тие старите мајстори што има нешто се поработуваат. А инче нема се, ако да сакаш пантол да се шие, не можеш да шиеш. Не се шијат бидејќи за 230 динара има нови панталони, макар и чевли, исто е. За 230 динара ќе најдеш нов чел. Дали модерното време ги уништи занаетите или има битно влијание за да стагнира развојот? Да. Прво кога дојдоа Кина кај настапи, сите трчеме тој ги во Грција. Оти во Грција отидеме, ќе купиме некои работи што кај нас ги нема, а у Грција ќе ги најме за тој ги шо за една червена, ќе изнакупиме една куп работи. Јас се да спомнам само, ќе отидеме у Грција да си купиме некои работи за една червена, тој ги ќе донесеме по еден куп роб. 3 блуски ролки што викаме со високи јаки, тој ги беа 100 драхми. Да си одбираш 3 блуски. Најубајот джемпер,
тетек што беше 150 драхми беше. Истите трчеме тој и почна секој занаачиство и влачарство, уопшто сите да пропаѓаат. Сето тоа Кина го направи како да стагнира. Во чевларскиот бизнис дали ниските цени на чевлите влијае да изубре чевларството и изработката на чевли? Неисплатливо е. Сега да работиш чевли по мерка. Има и други работи. Че го направиш, он че си муштеријата, че си најде поубави нешто, поевтини чевли, че ти го остави мајче, че да ме стегат, не ми се свиѓат. Че ти го остави тијат модел, дали некој друг че го сака. И да тоа поизумират, а вака, кога отидеш у продавница, че си бираш шо и како. А у продавница квалитетот со занечијскиот, рачното изработен, се многу класи подоле. Бидејќи сега фабриките прават со скај. Со еко кожи, што викам сега најмодерните што испаднаа, а ни тој ги работиме само со чиста кожа, телешка, бокс. Ево е најквалитетните. Тоа е бела кожа, бокс. Во е обично шевро го викаме, понежно за женски чевли е тоа. Одика прави женски чевли, понежно, машките се покрути, да речеме вака вија кожи, убои, таа плава. И тоа е бокс. Ова е најквалитетниот материјал за чевли. Најквалитетни. Сега има шевро. Тоа шевро го има најјакта кожа, најтанка, најјакта и што не пушта вода. На кучето коашта, зашто кучето не се поте. Оно диши преку јазикот. И коашта не пропушта никога. Најтанка, а најјака е. Структурата на кожата најјака. Има, не се тегне, не се одно како што биде таква и не пропушта вода. Доки 40 години си активен. Да. Кажи ми, која е таа разлика меѓу поранешното и сегашното време во делот на поправката на чевлите? Што бараа порано, што бараат сега за поправка твоите муштерии? Порано муштериите бараа, пример, речеме, што подебел материјал да му ставиш, да му оде повеќе. А сега е обратно. Сега ако ставиш дебел, пример сега на вие чевел, ако ставиме подебела гума, ќе биде груб. И се сака по-танко и по-нежно да дојде. Да. Сега одмина квантитет и квалитет, што викам ни одмина. А тој ги беше само да се направи да одеш повеќе време. Флекниците да чукаат или да не чукаат? Порно беше да чукат и да одат повеќе. А сега да не чукат, а да бидат пак квалитетни и помодерни, нормално. Нисо флекниците. Да, кои? Вие се сите, мислам, фабрички, оригинал флекници, што ги однадуваат мајсторите нешто ги користиме. И во сето се набава Грција, Турција, кој каде ќе се снајде, од таму се добива. И ги има и кај нас во Македонија, ама поскапи се. Многу поскапи се, бидејќи трговците си го работат. Нормал, се маржа си става, секој работи за пари. И не сега како ќе ставиме вие, да ги правиш на ваа танка штикла, не се да прави. Како да ничего направиме, ама квалитетно може го да биме. Во е друга специјална. Има нитна за ставење да не се врте, оти во има нарез ка зупченик. Негови не издегува? Не се врте, за испаѓање мора да измениме ни, мора да испадне, ама не дава да се врте. Оти тука е со има уната метална навлака, нешто векаме, цевче по наше, како да речки речено, и тоа има дупка направена само колку да влезе во иглата. Ништо друго. И со тоа ќе се намести, не врте она. Ако е по-лабава, ќе почне да врте. Јас набави една роба така, подметната, и нас тоа е така. Ставија се крши. Значи, не квалитетно. Ако ставам не еден ошеден, човек ќе се крши, треба да се разделиш, да се изгубиш муштериите и мора да дојдеш на квалитет. Освен флекниците, што е тоа што Доки како услуга може да го направи за сите оние што ќе дойдат тоа? Види, за услуга до могуćноста, што можам да направам, ќе направам. Ако ташни некој пат, ден услуги некој чевли, на човеци доста му свиѓа таман, ќе ти рече, вие ми се омилени да ми направиш. Ако со кинати се, однадени се, правиш, ќе правиш да ми направиш. Сега некој пат
ќе одбиш, ако е више скроз распаднато, не се прави, ќе одбиш, нормално, бидејќи ни нему ми се исплаќа ни мен. Сега ако се позачувани и од поскапи чели, а ги сака, ќе мора да останеш. Сега ќе изгубиме повеќе време, ама некпат и времето се плаќа, ама некпат треба и да попушти и времето, бидејќи каза чеив, ќе направиш нешто. На еден господин ми дојди, ми носи чевли да му ја правам и гледам чевлите, му викам, вие чевлици купени тебе тоги и тоги. И пак ми гледам, кај знаеш? Од мене се правени, му викам тие. И од тие и тие доќам таму на пазар. Ама таму ја ги... Јас ги правим. По моделот ќе го правиме тоги на изработката. Един ја правиме со Джонс, мислам со чифи и дрвени тоги ги правиме. Ќе не правиме направеници, бакшиш од мене. Тој направиме, човек благодарен. Ама зошто? Мој си тие. Ама вие се 30 години, ако се 30-40 години. Јас од мене сме моделот ќе го правиме тоги. И на изработка си ја познаваме, свеќаш. Секој мајстор си има своја изработка. И посебен крој кога се кроја чевлите, секој си имаше различни кроеви, различни украси, ставаш тоги со ги допеме со дзамби, со шиење на машината чи шиеш, чи шариш, за да биде полично, пошарено, тоги со штепови, чи направиш дупла штеп. Сега више е подруго. Сега младинца си оде да нема многу штепови. Шаранавец многу не сака, на сезони има и такви. Многу е макотрапен многу винаги за макотрапен. Занаецот, секој еден занаец. Се разберем, си има и лесни работи и своји финеси потешки работи. Зависи од до изработката и што сака муштеријата да изработи. Оти сега муштеријата да го правиш ка чевел, да земи пример од вие или сандал, не е битно. Секој си сака свој модел, секој треба да го нацрташ побашка. Да најдеш таков калап, сега шпиц сакаме. Мораме да најдеме шпиц калап. Ова се дрвните калапи се добро, вие се сега порастурени, бидејќи не ми требат вако. Иначе секој калап си има, ова е кујна го викаме тој, со вако секој калап си го има вие модел. И сега ако сака по-тесни да му збијат тука на ногата, мораме да го наставиме вака. Ако сака по-широка нога има човекот, ќе му ставиме алца, ги викаме тој, дел од кожи. Тие и ќе го облечиме во али, тоа сето да лепе на ногата, да биде у ширина, у дебелина, сето да го потпаниш, за да има број. Кога зиеме мерка, зиеме сет твие калап, ќе го мериме. И ногата нормално. Кога ќе го мериш ногата, мора да дотераш тука со тие додатни материјали, да речеме со кожа, за да добиеш ширината. Ако не ја добиеш таа ширина тука да мериш, ќе му бидат тесни. И затоа секој си имаше фине свајши, тие се по-макотрапни. Зависи до коашче. Некој ќе сака женски сандали, почитеше дај ми со чипка да ми направиш. Со ремчиња сандали, попече с ремчиња, некој позади да се врзуваат. Разни модели, тој ги веземе, правеме и влечки, па везени, па шаранавец, шо по ќе измислиш тоги, другиот го нема, ти ќе одиш напред. Од секој го сака тоа што нема. Освен чевли со кожа и џон и други материјали, гледам дека имате и патики за поправка. Да. И пластични чевли или обувки. Што е тоа? Сега на мода е патката. Секоја младина си носи патка. Со чевли, едино што викаме ние на свадба, ако одиме на посвечено, тој ги можеш да облечат. Иначе цела младина е со патки. Ја да речеме на свадби се оде, многу ретко више со одело, ако носи си носи чевел. Ако е со фармерка и со блузка си носи патка. И затоа патката поатрактивна и поиздржлива. Сега поиздржлива со поквалитетни патки. А се вие со скајот што ги викаме ние, вие турски, кинески, тие за една недела се, за еден месец. Затоа. И патката си е стандард. Многу практична и за работа, кај што однудуват сега вие новите патки. И макар и знаете, покомотната е новата чевелот со штиклата ја спрепињава тие рано. И тука има многу разлика. Некој навикнат само со чевли. И највика и тоа. Али патката преовладува сега за
за поработа, за евака, за почаршијата, за шетање. Чевел се елегантно, кога отидеш негде на свадба, на наслава што викаме ни, за така повеќе го употребува чевли. Знаете ли, а мора да знаете, дека има влюбеници во чевлите, дома цели гардероби или ормари ги редат со чевли, Да. уживаат во чевлите, чевлите им се фетиш, чевлите им се љубов која е поголема од било кој предмет или животна. Има такви луѓе и во Кавадарци. Дали вие лично познавате некој што е толку многу залюбен во чевлите? Има доста такви, што може да речем секој месец си купуваат чевли. Има. Ја го сега го името не могу знам точно како е. Еви сега. Ова е чел па испод 100 евра секој не. И затоа морам да му и пазам на човекот. Ова е речи нов чел. Да, нов, скрос нов е. Скрос е, не е ни облечен. Тесни му се на човекот, му ставя на калап за да му и проширам. И затоа и морам да ги пазам. Ти ова е скап чел. Сега името, че ми извинат дека не го знам точно го вика. Си ги сака чевлите. Он носе се скап чел. Дали меѓу жените имате муштери или наши сограѓани? Уште жените повеќе носат чевли и повеќе ги одржават него мажите. И трошат повеќе пари. Да. Сега јас да знам, мислам да кажам дека секоја една жена на секој фастан си купува чевел, па ташна, па сите работи тие си купуваат, си носат повеќе модели, повеќе бои и со секој фастан, со секоја гардероба си носи чевел. Дочо, стотици чевли пара имаш зад тебе, лево и десно и долу. Како успеваш да запамтиш чија порачка е чија? Ги пишеме, прво пишеме, а и работи сега беше не памтам. Као отвори сефте, муштеријата още од врат да ми влезе ги знам кои беа чевли. Али помлади беме, попамтеме. Сега, а и сега има и многу исти модели и бројки дори се дешаваат да сгрешиме. Али ги бележуеме, ги пишеме по име презиме, на муштеријата само да го питам какви се по боја и името ќе ги најдам одма. Така после олеснувам. А многу се дешава различни господи и господин ќе донесат чевли, исти број, исти имиња се подешават. И мора да памтиш и да забележиш, оти секој си оде различно. Секој оде различно, некој настрана повеќе газе, некој напред ги јаде. Нормално, тоа беше до одот на човекот. И се тие работи мора да ги пратиш. Ако поправката на еден пар на чевли или било која интервенција ти трае да 10 часа, 15 или 5 минути или ќе му речеш дојди утре и така натаму. Има ли некои нестрпливи муштери што велат направиме го одма или веднаш, одам за Скопје или таму сакам? Има, тоа е секојдневна работа. Нашиот занајат не е каш најдобро да речем да го оставиш. У патот оде паднала флекцица мајстре, ми падна флекцица или се брзам че одам седниче оставам, ја секој едно ќе го оставам. Ще го слушам. Бидејќи тоа каже, дојде ќе биде 10 минути, 15, зависи од правката. Мора да го слушаш. Он у патот те виш. Сега кога ќе си оде до дом многу пати штиклите. Оде по патот и ќе падне штиклата, скроз ќе искорне, се закачила меѓу коцките или на скајлите, ќе закачи и паѓа штиклата скроз. Мора да ја направиш, бидејќи не може да си оде до дом. Тие услуги мора да ги работиме. Ако не услужиме така, не може да преспераш. Зошто ви служи горниот дел на вашиот буџет? Магазин. Си ги чуваш репро? Да, се тие репро материјали, кожи, таму гуми, што стоја, сите ни се таму стоја. Имам и дома си чувам нормално тие. Оди тука и многу се собират, нема нит многу простор вакво магазинчето, али веќето се е тука. Сега резерва дома мора да си имаш, си чуваш. Пред да почнеме официјално да снимаме, рековте, да прашам, што би можел Доки да направи од нула до финален производ? Што е тоа што можеш да го направиш? Или можеш еден чел од нула да го направиш да биде за носење? Или пак колку посто од операцијата за еден чел би можел ти да ја направиш? Сето зависи од соштетеноста на челот. Ако е пример сега, овие се за подметки.
Па, само нифак ги работам. Да не речам пола саат, али порно ќе ги направя. Некои може побрзо. Ако е за флекници, оде побрзо. Се, за подметки друга. Се има подметки, ако, пример, дупнато е тука, мислам, излижано, како да кажем, по нашите речки. Кај излижано, морам таа дупка да затворам. Пример, со парче гума, иста гума, да залепам таа, да и шлайфувам таа, да се измазне, после да ставам нов слој. Бидејќи ако е кај дупка тоа, ќе удара прво на ногата, второ ќе глочка такова дозола на ногата, не е под пането, а кога ќе се изедначи гумата, ќе биде сета исти, ќе биде сета повред. Сега оде повише време на такви работи. Негде скинати, каш ги имат тие многу време задржуват и после лоши за работа, бидејќи раката понатре немаш пристап у патката или учевил скината, треба да ја залепиш таа парче да ставиш на тие такви работи. Тие одзимат повеќе време. И разни, секоја една чел различен, секоја нога не е различно се скинала. Немаш приступ понатре. Напред ако е на муцката најтешко да го направиш, ако е по-назад челот полесно се става парчето, машината влева сегди час да шииш, после ама додека го залепиш парчето, повеќе раци се мацат. Тие работи си секој. Која е твојата гаранција за твоите услуги? Или зависи од човекот? Не. Сите ми смуштини бе исти. Оправката. Што оправка? Пример сега. Лепиме нешто, че залепиме, че направиме подметки за ставили. Се одлепило. Може да се деси. Тоа си го признавам. Да падне. Гаранција јас си дам за мојата поправка. Сега, флекници не направили. Може да падне. Нема проблем. Кај што рекоме сега на овие флекници. Не стегнало убаво, се извртела, паднала. Нема проблем од тоа. Сега флекницата се истрошила виш, на нула дошла. Се има век на трајање. И железо што железо се дојадуе на крајот се одна. За тука има некаква така малка ексцесија, али тие се лесно се санират. Че дојде за флекница, му ставиме, фала, пријатно, извини, готово, нема проблем за тоа. Има сега негде и други работи. Некои муштери се поагресивни. Зошто се скинало? Чек бе, фабриката нови ги праве, че го земеш и го облечеш се одлепило. Или кожата испукала сила. Да, тоа беше скаја. Скаја тоа беше. Фабриката може да погреше само на шлайфувањето тука и повеќе и шлайфувана. И коашта да се скине. Или ништо викаме коашта од неот. Од неквалитетно. Од вакто од телешката од кожа, пример, кога се дере, и повеќе е истругано. И од неот е најслабата кожа. Најквалитетната е грбот. Грбот на животното, што е. Сега било воли, кравали, бикови, се си има своја дебелина, се си има своја треност и нормално се си има квалитет. Ако е од грбот, нешто викаме виковишто. Ако е од неот, послаба, или се пегла таа, се дорали многу послаба. Неот е најслабата, бидејќи помеко е безменката. Малку изложен на... Помека е, потанка е коашта, а грбот попечене и повеќе слои на сало, што викаме не ги има. Што би кажале за крај? За крај, едно ќе препорачам на поготово за младинци. Занајот да се учи никпат не е грешка. Без занајот нема живот у секој еден град. За било кој занајот. Прилепчани најмногу си го одржаваат занајотите. Ние немаме више занечии. Че дојде ден, че нема некој, да не речам стрикно за чевларството, да направи некој чел да ти поправи. За шнајдерист, за било кој, че нема ден да се зашие нешто. Така, треба секој еден, че го земе чел од лице сар сипер, било за кој занајот треба да го фрлиш. А за нечисто рекоме, да спечелува некако мисли преку ноќ, не се спечелува преку ноќ со занајот. Само со работа има кој трпно што спечелиш. Нема ни кај да одам сега, го оставам занајот. Кај ќе одам? Да седам у кафене, не бива, од седење сум ше презаситен. Да стоам на јаворот наму на чаршијата, да шетам така, не сум навикнат. Више 50 години у занајот. Како ќе се да станам ја на јавор, да стоам у кафене, да седам така, да гледам некој како онда.
Одам у кафене. Секоја доба. Ама се знае таа доба. После работното време ќе отидам, ќе седнем, се напиеме ракијичка или карти, ќе заиграеш, не е битно, да помине времето. А за досадност никак. Тоа беше приказната на Дончо Арсов од Кавадарци, популарниот Доки. Приказната е оригинална, негова е, не е пресликана од никого, како ја доживеал, така ни ја раскаже. Има уште многу да се кажува со оглед на тоа што многу години се зад него. Се надевам дека вие и успеавте да допрете до неговата душа, до она што го работил од младоста еве сега до предпензионерските денови. Се надевам дека барем уште некој пат ќе дојдете овде со оглед на тоа што тој е единствениот или еден од ретките кој останува во Кавадарци да го продолжува чевларскиот занет. Доки ти благодарам, ти посакувам долг живот и да не згасне твојот занет. Фала, на сите го пожелувам тоа, па и вас.